Се роѓаме на само неколку метри од тромеѓето меѓу Македонија, Бугарија и Грција, на билото на Беласица. Токму оваа планина со години ја раскажува приказната за природата што ја делиме. Позната по големата битка од 1014 година меѓу војските на цар Самуил и Василий II. По судирите во Балканските и во Првата светска војна, Беласица крие многу тајни и нераскажани приказни. Планинскиот венец е долг околу 60 км и широк од 7 до 9 км. Најголем дел од планината, или околу 45%, се наоѓа во Грција. 35% е кај нас и уште 20% на територијата на Бугарија. Беласица е заштитено подрачје и во Грција и во Бугарија. Кај нас се уште не. Да се стигне до врвот на Беласица не е лесно. Со обичен автомобил е невозможно. Затоа ги искористивме вештините на Мирчо Делев, жител на Мокрино и човек кој добро ја познава планината. Белиот джип, веќе извалкан од калта, се пробиваше низ тесните каменести свиоци. Возилото пристигна до планинарскиот дом, каде има легла за оние кои сакаат да ја посетат Беласица. Тука често се организираат тури со гости и авантуристи од Бугарија и од Грција. Доколку се заштити ова подрачје, сметам дека во иднина може да биде добар туристички центар. Значи, во сите годишни периоди, значи, реков, значи, пролет, лето, есен, зима. Не само во еден. Значи, убавините на оваа планина не се само во еден годишен период. Таа нуди цела година убавини. Мислам дека нашите граѓани треба почесто да ја посетуваат, бидејќи овој воздух, шумските плодови и историските места кои ги има Беласица од Балканските војни, Првата светска војна, мислам дека треба да се посетат и тоа е едно доживување, секој го нема искусен. Планината Беласица, поради својата морфологија, е слабо населена во повисоките делови. Низ неа минуваат многу патишта наменети за една цел – сеча на дрва. На патот кон врвот Сечена скала има и бачило. Од подгорските села, па се до тука, нема други постојани или привремени жители. Од врвот Сечена скала на Беласица се гледаат двете соседни земји. Од тука може да се наблюдуваат и двете езера, Дојранското и езерото Керкини во Грција. Веќе со години постои план и македонската страна на Беласица да се прогласи за заштитено подрачје. Еколошкото здружение Планетум од Струмица е поддржувач на оваа иницијатива. Планетум ја покрена оваа иницијатива, ја прифатија и повеќе градоначалници од регионот, од југоисточниот регион, посебно од Ново село, Босилово и Струмица, и заедно подпишевме и меморандум за соработка за да ја покренеме оваа иницијатива за прогласување на Беласица за заштитена територија. Според валоризацијата на природните вредности, планината Беласица од македонска страна се предлага да биде подрачје од категоријата заштитен предел, што значи дека заштитеното подрачје се управува заради неговиот пејсаж. Општина Ново село, која претендира да биде екотуристичка дестинација, гласно бара поголема заштита. Ние ќе бараме поголеми можности од владата да ни дозволи поголеми заштитни подрачја кои ќе може да го заштитиме регионот на Беласица. Ние имаме заштитени подрачја околу водопадите и плюс тоа, различно од многу други општини, ние имаме околу 800 хектара на располагање шуми над Смоларскиот водопад. Во биогеографските граници на Беласица за сега постои само мала мрежа на заштитени подрачја. Тоа се Колешинските и Смоларските водопади, како и Моноспитовското блато. Сите споменици на природата. Моноспитовско блато е едно од најголемите и последните блата во земјава.
се наоѓа на границата на она што представува потенцијално заштитено подрачје на Беласица. Кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, Моноспитовското блато се нарекувало езеро, со длабочина од 6 метри. Локалците со посебни чамци, наречени шајки, патувале по него. Но моменталната ситуација не е добра. Блатото се узурпира и деградира. Главен проблем е загадувањето поради несоодветниот третман на отпадните води. Дополнително, реката Струмица и незините притоки се користат за наводнување земјоделски површини, што влијае на нивото на блатото, особено во летниот период. На регионот не му недостига вода. Во подгорските села овој ресурс го има во изобилие. На само еден потпад во иста линија се наоѓаат сите беласички водопади. Административно, Габровскиот е на територија на Струмица, а Колешинскиот и Смоларскиот под Ново село. До нив има патокази, асфалтиран пат, обележани пристапни патеки, канти за отпадоци. Габровскиот е најмалиот од трите подгорски водопади, но за разлика од Смоларскиот и од Колешинскиот, Габровскиот не е под заштита. Габровските водопади исполнуваат неколку услови од Законот за природа за да бидат заштитени. Доколку би се случило ова, управител на локалитетот би бил општината Струмица, која преку комуналното предпријатие и сега се грижи за него. Колешинските водопади пак се наоѓаат на листата на заштитени подрачја во групата Споменик на природата. Селото Колешино и околното подрачје е едно од неколкуте места каде што може да се сретне кралската папрат, Осмунда регалис, редок вид на папрат. Според податоците на општина Ново село, која е и управувач со локалитетот, Колешино е едно од најпосетуваните места во општината, со околу 400 посети дневно во летните месеци. Коритото на водопадите не е оградено и посетителите со цел да се фотографираат се качуваат по карпите под водопадите, па веќе се забележуваат и некои оштетувања. Во Бугарија Беласица од 2007 година е парк на природата. На оваа страна има густи шуми, богата флора и фауна, недопрена убавина. Затоа придонел фактот што до 90-тите години на оваа страна важал строг граничен режим, а планината била целосно затворена за посетители. Сега е тоа променето. Успяхме през 2007 година създадохме природен парк Беласица. Най-новия, най-младия природен парк Беласица. В момента планината се опазва по този начин. Има си администрация, която управлява, която се грижи и за развитието на туризма, и за опазването на природата. С това постижение сме много горди. А защо искахме да направим природен парк? За да опазим биоразнообразието, да, но и за да накараме местните хора наистина да осъзнаят колко е ценна Беласица. За да накараме местните хора да пазят Беласица, те не могат да опазват без да знаят наистина колко е ценна. Локалното население дава поддршка за ваквиот тип на заштита на планината. Во дирекцијата на природниот парк има едукативен центар, каде се носат ученици да се запознаат со природата, со растителниот и со животинскиот свет на Беласица. Местното население има добро отношение към защитената територия. С обявяването на защитената територия за природен парк започнаха да се обособяват къщи за гости в прилежащите населени места, към които се отчита бавно нарастващ интерес от страна на туристите. Те при посещението си тук могат да съвместят разходка в планината с запознаване с местните традиции, фолклор и местни традиционни ястия, както и опознаване на някои близки обекти, които са в района на природен парк Беласица, като Самуилова крепост, местността Рупите, даже и такива в близост, които са в Северна Македония, като Колешенски и Смоларски водопад в македонската част на Беласица и езерото Керкини, което се намира в Република Гърция.
Беласица има најголем степен на заштита од грчка страна. Тука планината заедно со регионот околу езерото Керкини се прогласени за национален парк. Ова подрачје настанало во 1932 година со изградбата на брана на реката Струма. Како парк функционира околу 40 на години. Заштитен со Рамсарската конвенција, но ова место годишно доаѓаат илјадници странски туристи. Розеви фламинга, чапји, корморани и пеликани, штркови и галеби. Езерото Керкини е еден од најважните орнитолошки локалитети во Европа, каде може да се сретнат над 300 видови птици. 137 се гнездат, 134 презимуваат, а други го користат водното пространство како попатна станица на миграцијските рути. На многумина, природните убавини на паркот им значат толку многу, што решаваат да се преселат овде. Пример за ова е Катрин Дижон од Белгија. Нејзина пасија е наблюдувањето птици. За оваа цел, таа купила куќа во Грција. I love this place because there are plenty of birds at any season. First of all, there are the pelicans, the Dalmatian pelicans, which is a very rare bird, and there are thousands of Dalmatian pelicans here who feed here. Especially in winter, they have the bright colors, and there are also thousands of flamingos from September to March, April. Освен по фламингата, овој регион е познат и по најголемата концентрација на водни бафала во Грција. Ставени се под заштита на државата како автентичен сточарски вид и во околните таверни се приготвуваат специјалитети од нивното месо. Во Националниот парк работат на унапредување и на заштита на природата, но и на одржлив развој на туризмот во хармонија со екосистемот. Ο ρόλος του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και κατά επέκταση του φορέα διαχείρισης είναι πολλαπλός. Πρώτα απ' όλα διαχειρίζεται και προστατεύει την βιοποικιλότητα της περιοχής. Δεύτερον, εξασφαλίζει τη λειτουργική ικανότητα και το δομικό ρόλο των οικοσυστημάτων. Τρίτον, προάγει την αειφορική διαχείριση στην περιοχή. Τέταρτον, φυλάσσει την προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, ασχολείται με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, του ευρύτερου κοινού και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Και έκτον, εκπονεί διάφορα διαχειριστικά σχέδια που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 2018 η χωρική αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης αυξήθηκε και περιλαμβάνει καινούργιες περιοχές. Αυτές οι περιοχές κυρίως είναι οι ορεινοί όγκοι όλου του νομού Σερών, καθώς επίσης και η λίμνη Δοϊράνη στο νομό του Κιλκής. Όλες αυτές είναι περιοχές Natura. Οπότε ένα από τα μελλοντικά μας σχέδια, τα άμεσα μάλιστα, είναι η μελέτη αυτών των περιοχών, ώστε να γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη της περιοχής, να αναδειχθούν τα στοιχεία που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευτούν κατ' επέκταση. Локалното население и стручната јавност од трите држави се согласни дека Беласица е значајна и треба да се зачува. Кај нас изгледа, единствено недостасува политички интерес и волја да се грижиме за националната природа. Во овие времиња на поделби и на ограничување, природата и нејзината заштита е единствената работа што не сближува.